Почитувани присутни, почитувани собственици на групацијата Баумер, доктор Оливер Вице и господјо Христијан Вице, благодарам што сте и вие со нас денеска овде. Почитуван заменик председател на владата, господин Ѓушев, почитувани министри од владата кои што сте денеска овде со нас, почитувана амбасадорка на Швајцарија во Република Северна Македонија, господја Сибил Сутер Техада, почитуван директоре на ТИРС, господин Александар Младеновски, почитувани представници на медиумите, драги новинари кои што сте денеска со нас, вработени во Бауер, драги пријатели. Ке се согласите дека моментите кога се собираат плодовите од посветената работа во која сте вложиле многу, сте поврзале многу очекувања и сте ветиле остварувања, се најубавите моменти. Денеска имаме еден таков настан. Ги собираме и заеднички ги презентираме плодовите на еден успешен заеднички потфат на Република Северна Македонија и на компанијата Баумер од Швајцарија. Голема е честа и се радуваме сите заедно што денеска го означуваме свеченото и официјално почнување со работа на новата фабрика на Баумер, која на листата од 38 компании и подружници во 19 земји во светот ја стави и оваа фабрика во нашата земја како 39-та фабрика. Има вредности што компанијата Баумер и нашата влада ги обединуваат во оваа успешна соработка. Во тие вредности спаѓаат искреното пријателство и партнерство, посветеноста на високите технологии и на прецизноста и пионерскиот дух во постојаниот стремеж за иновативност и компетативност. Како и Баумер и владата на Република Северна Македонија во нејзините економски политики за подршка на странските и домашните инвестиции е во постојана потрага по најдобрите решенија за партнерите. Ги слушаме внимателно, тесно соработуваме и заеднички доаѓаме до решенија за сите прашања. Таква посветеност на партнерски релации е заедничка вредност и идентитет. Нашата влада, за да креира амбиент соодветен на модерниот пазар, фокусот на своите политики за подршка на странските и домашните инвестиции го стави на воспоставување деловни врски со таквите компании. Баумер е една од нив. Станува збор за компанија која е синоним за квалитет, компетативност и софистицирани производи и решенија кои ги исполнуваат највисоките технолошки стандарди и сигурно ги задоволуваат потребите на клиентите во секое време, на секаде во светот. И конечно, но секако не и најмалку важно, како и Баумер, така и политиките на владата се насочени кон подршка на иновативни концепти, решенија и технологии. Остварувањето на таа цел секогаш ќе овозможува да се биде чекор понапред од пазарот и да се приближите кон најмодерните софистицирани потреби на клиентите. Почитувани, компанијата Баумер е една од светските најпознати производители на сензори, инструменти за мерење, испитувања и навигација. Сензорите кои се произведуваат се клучна технологија и се употребуваат во повеќе индустрии: автомобилската, тешката и лесната индустрија, медицинските науки, авиоиндустријата, мобилните уреди, во градежниот сектор и во многу други области. Компанијата има вработено 2500 вработени низ светот, а во оваа своја фабрика во нашата земја, во која се вкупно вложени 4,7 милиони евра, во првата фаза само ќе вработи 150 граѓани. Она што посебно радува е развојната компонента во бизнис планот на компанијата, која планира изградба на нова зграда за проширување на производството и секако оформување на центар за истражување и развој, за кое што сме посебно среќни. Со овие проекции во фабриката Баумер во Северна Македонија ќе се отворат можности за дополнителни 500 работни места. Почитувани, кога станува збор и кога зборуваме секако секогаш за партнерството, во предвид ја имаме и амбасадорската улога што компанијата Баумер ќе ја има, кога ќе го пренесува добриот збор за инвестирање во Северна Македонија. Добриот збор за поттикнување на интересот да се инвестира во нашата земја
ќе ги пренесе пораките дека со одлуката за инвестирање компаниите се стекнуваат со цела лепеза на можности. И јас ќе искористам приликата уште еднаш да потсетам кои се сите тие можности. Ослободување од плаќање данок на добивка за период од 10 години. Ослободување од плаќање на персонален данок на доход врз основа на плати на вработените за период од 10 години. Ослободување од плаќање данок на додадена вредност за увоз на стоки во зоната, доколку фабриката е една од тирзовите низ нашата земја. Секако тука се и одредени царински ослободувања и олеснувања, ослободување пред се од плаќање на доместокот за уредување на градежното земјиште, кое што е многу значајна ставка, и земање од врските за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанува или кој може да настане по одредувањето на царинското дозволено постапување или употреба на стока додека се работи внатре во зоната. Како една од мерките за поддршка на инвестициите е субвенцијата од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци до датумот на завршување, но не повеќе од 1 милион евра, грантови за креирање на нови работни места и цела лепеза на политики за поттикнување и поддршка на вработувањето, како и субвенцијата од 10% за нови машини или трошоци за изградба на објектите за инвестицијата во трговско-индустријските зони. Овие мерки, како дел од планот за економскиот раст, за кој што постојат и многу други, и од програмата за поддршка на инвестициите, се покажаа навистина како успешни во остварувањето на рекордната вредност на странски инвестиции за само 2 години и потврдија дека тоа е исправниот пат. Треба да бидеме сите горди што учествуваме во ваквата политика. Кулминација на оправданоста на нашата работа е овој прекрасен објект денеска кој што сите овде заедно го пуштаме во употреба. Уште еднаш на самиот крај упатувам искрени честитки за стартот на работата на фабриката Баумер во Северна Македонија и се радуваме на уште една успешна приказна за обединување на интересите на една од најуспешните компании во светот и интересите на граѓаните на нашата земја за економски прогрес и достојни работни места. Почитувана амбасадорке, оваа точка овде, оваа фабрика е само уште една потврда за пријателскиот однос помеѓу граѓаните на нашите две земји и уште еднаш ви благодариме и на вашата поддршка што ја давате на нашата земја од нејзината самостојност. Нека е со среќа и успех на компанијата. Благодарам.